Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Законите се добри, потребна е нивна имплементација на терен. Се бетонира во Охридското езеро од албанска страна кај Тушемиште. Парични казни за трговците кои не го почитувале замрзнувањето на цените. Некои од нив ќе добијат и кривични пријави. Туристичките работници очекуваат плодна туристичка сезона. Шведска истражувачка ракета падна во Норвешка. За најавените и останатите содржини во дневникот ќе ви информираме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд проследени со ветер и пад на температурите до максимални само 12 степени Целзиусови попладне и вечерта. Облачноста ќе се намали, ќе има и повремени ведри периоди, но ќе биде постудено со дополнителен пад на температурите. Утре на централните, источните и југоисточните делови од Европа претежно сончево време со локална облачност, но и невообичаено студено за овој период од годината на Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Сончево и многу топло пак за овој период од годината во западните и северозападните делови, како и на север и североисток од Европа, услови за врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров во четврток времето претежно сончево со локална облачност и со повисоки температури. На север на Балканот зголемена облачност. Максималните дневни температури на полуостровот од 12 до 20 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток посвежо утро, пад на утринските температури кои ќе бидат во интервал од -3 до +7 степени. Времето во текот на денот сончево со локална облачност, ветровито и потопло, но со засилен североисточен и северозападен ветер дури и до 30 км на час. Максималните дневни температури од 10 до 20 степени утре во Македонија. Во Охрид во четврток свежо утро со утринска температура од 2 степени, а времето во текот на денот сончево со локална облачност и до умерен североисточен ветер. Максималната дневна 14 степени. Во Охрид во петок студено утро и температура од 0 степени, а во текот на денот сончево со локална облачност и максимални 16 степени. Во сабота и недела облачно време. Ке има сончеви периоди и ќе биде топло утринската 2, односно 5, дневната 16, односно 19 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Без оглед, дали основате нов дом? Дали сте во пар? Или повеќе генерации обстојуваат во него? Најважни се условите во кои живеете, затоа што само енергетски ефикасниот дом е вистинскиот дом. Запознајте се повеќе со кампањата за колективно купување инвертер клима уреди и станете дел од енергетски ефикасната заедница. Дознајте повеќе на колективнокупување.мк или на 02 31 70 888. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Представниците на Бернската Рамсарската конвенција и ЮНЕСКО пристигнаа во Охрид. Денес се сретнаа со градоначалниците на Охрид и Дебрца. Законски решенија имаме, но ова се проблеми кои не се решаваат во канцеларија. Не се потребни нови комисии, потребно е едно административно тело и потребна е акција на терен, велат представниците на Бернската конвенција. Во наредните неколку денови делегациите планирано е да ги посетат Националниот парк Галичица, општините Охрид и Струга, а ќе спроведат и теренска посета на Студенчишкото блато, областа кај Свети Наум и Охридското и Струшкото крајбрежје. Експанзијата на дивоградбите, екологијата со акцент на состојбата на Студенчишкото блато и урбанистичкиот план во населено место Горица Север, точки од интерес на разговорите на денешната средба меѓу представниците на Бернската Рамсарската конвенција и ЮНЕСКО со градоначалници на општините Охрид и Дебрца. Градоначалникот Кирил Пецаков задоволен од средбата. Кон крајот на годинава, некаде околу декември, следува сличен ваков состанок врз основа на извештајот кој треба да биде изготвен по она што ќе го увидат делегациите на терен во следните неколку денови, а ние како општина ќе добиеме дополнителни мерки и препораки за спроведување, кажа Пецаков. Позитивно гледаат на тоа како би се развивале, односно како би постапувале по однос на мерките и препораките за заштита на Охрид и Охридскиот регион. А јас како градоначалник и локалната самоуправа сме спремни да работиме на тие препораки и мерки кои што ги имаме и сега, ќе ги добиаме во иднина како што ни најави од декември натаму. Овој извештај кој што ќе биде буквално на терен и на лице место направен во сиот овој период ќе доведе до некакви заклучоци. Тие заклучоци ќе донесат веројатно нови мерки и препораки кои што ние како општина на наредната средба ќе ни бидат доставени претходно, ама веќе во декември ќе можеби и да ги дефинираме, а она што ќе можеме и претходно да го започнеме. Мисијата предводена од извршниот секретар на Бернската конвенција Микаел Путиерс во текот на денешниот и утрешниот ден планирано е да ги посетат Националниот парк Галичица, општините Охрид и Струга и ќе спроведат теренска посета на Студенчишкото блато, областа кај Свети Наум и Охридското и Струшкото крајбрежје. Доктор Андреј Совинц, експерт од Бернската конвенција, посочи дека Охридското езеро е едно од последните 1000 локации на планетава за кои грижата не е само работа за Охрид и Македонија, туку тоа е интерес на целата меѓународна заедница. Совинц кажа дека законски решенија како држава имаме, но ова се проблеми кои не се решаваат во канцеларија со донесување на законот, со негово ставање на хартија. Потребна е негова имплементација, потребна е акција на терен и самото донесување на планот не е решение. Планот треба да се имплементира на терен, подвлече Совинц. Прво е питање илегални градни. Ово што се дешава овде, то се стварно не би требало дешават.
Првото прашање се дивоградбите. Тоа што се случува овде на овој простор не би требало да се случува на едно подрачје кое има толку големи вредности. Второто прашање беше прашањето за управување со езерото кое станат заштитено подрачје. И слушнавме што е многу важно на национално ниво дека општина Охрид нема да управува само од овие простории и само со напомени ставени на хартија, туку размислува дека ќе дојде до управување на терен и со ренџери онака како што доликува со вистинско заштитено подрачје. Тоа е многу важно. Во врска со зачувувањето на студенчишкото блато, Совин состав дека на ова подрачје му се заканува исчезнување за неколку години. Треба да се отстранат сите објекти во тој дел, дури и оние од времен карактер, да се воспостави врската со езерото, а изградба на марина во студенчишкиот канал не доаѓа во предвид, вели тој. Moramo znati da ovo područje, blato će nestati za par godina. Мора да знаеме дека ова подрачје, блатото, ќе исчезне за неколку години ако веднаш не се започне со спроведување на некои мерки. Да се отстрани се што е штетно, загадувањето, загубата на вода. Да се поврзе со езерото, зашто за неколку години ќе пресуши блатото и мора да знаете дека бројот на туристи кои доаѓаат да ги видат птиците кои се гнездат таму ќе се зголемува. Тоа не е компатибилно со тие дивоградби кои се таму, иако се од привремен карактер. Добро да се размисли каде ќе се лоцира новата марина. Јасно е дека марината во канал кај блатото не може да се гради. Тоа не смее да се случи. Ако тоа се дозволи, тоа би било крај за ова мочварно подрачје. На денешната средба не присуствуваше градоначалникот на општина Струга Рамис Мерко. Совинц кажа дека планираат утре да се сретнат и со него и да му објаснат дека можене развој на една општина, можене туризам само преку компромиси за чувување на ова ретко културно и природно богатство. Представниците на Бернската, Рамсарската и ЮНЕСКО конвенциите се во нашава држава во врска со отвореното досие за наводни негативни влијанија врз Охридското езеро и Националниот парк Галичица кандидати за емералд подрачја поради развојот на инфраструктурата. Се бетонира во Охридското езеро од албанска страна кај Тушемиште, укажуваат од Охрид СОС. Непопусто се препорачува од страна на меѓународните организации интегрирана заштита, ускладени закони и стандарди и интегрирани планови за управување од двете држави, додаваат од Охрид СОС. На социјалните мрежи се споделуваат фотографии на кои се регистрирани градежни машини како бетонираат во водите на езерото од албанска страна кај Тушемиште. Додека албанските власти во извештајот доставен до УНЕСКО наведуваа некакви проекти за заштита на Охридскиот регион, споделуваа фотографии од средби и настани, на терен, деновиве се случува нешто друго. Се бетонира во Охридското езеро, како што се гледа од фотографиите, но немаме повеќе детали, велат од Охрид СОС. Уште еден доказ дека нема реална заштита на природното наследство на Охридскиот регион, дека уништувањето продолжува со несмалено темпо и од другата страна на границата. Иако тој дел е само 4 години на листата на светско наследство, ги преживува истите проблеми и притисоци како и на македонскиот дел, велат од Охрид СОС. На албанска страна, во поглед на препораките на УНЕСКО, актуелен е проблемот со тони рударски отпад кој го загадува Охридското езеро со тешки метали. Депониите кои ги користат рударските компании во Поградец, во близина на езерото, по препорака на УНЕСКО требаше итно да се санираат, но тоа се уште не е направено. Друга жешка точка од албанска страна е проектот за изградба на туристичка зона кај изворите на Дрилон, локалитет сличен на изворите кај Свети Наум, кои се строго заштитено подрачје во рамките на Националниот парк. Владата на вчерашната седница донесе одлука за продолжување на рокот за замрзнување на цени на одделни прехранбени производи до 30 јуни оваа година. Имајќи во предвид дека со оваа одлука се ограничува растот на цените преку утврдување на висината на трговската маржа, која треба да влијае на растот на цените на мало на основните прехранбени производи, а состојбата на пазарот укажува дека цените се уште не се стабилизирани. Се наметна потребата да се предложи измена на одлуката со која рокот на примената се продолжува за следните 2 месеци од оваа година, односно од 30 април до 30 јуни 2023 година. Стои во соопштението од Министерството за економија. Парични казни за трговците кои не го почитувале замрзнувањето на цените. КАМ, Веро, Кипер, Стокомак, Тинекс се дел од маркетите кои ја прекршиле владината одлука, кажа министерот за економија Крешник Бектеши на денешната пресконференција. Некои од нив ќе добијат и кривични пријави. Парично веќе добиле.
и има записники од страна на Државен пазарен инспекторат. Кривично ќе добијат неколку одни, пошто значи кривично се дават согласно Законот за финансиска полиција и за требање на таму. Но ќе има неколку компании, веќе се завршени за некои доставките, за некои до петок се прават дополнителни работи. Компаниите кои ги наведат сега во листата, некои дополнително ќе добијат и кривично. Април навестува плодна туристичка сезона. Изминатите продолжени празлични викенди донесоа голем број туристи во главниот туристички центар. Според хотелиерите, без оглед на енергетската криза и инфлацијата, цените на аранжманите се поволни и атрактивни. Охрид и натаму е најевтина дестинација на Балканот. 4 продолжени празнични викенди во април навестуваат плодна туристичка сезона. Голем број гости го посетија главниот туристички центар. Покрај домашните изминатиот продолжен викенд забележително беше присуството на туристи од соседството. Најбројни пролетва се групите од Србија, Албанија, Грција и Бугарија. Хотелиерите очекуваат најголема исполнетост за престојниот првомајски продолжен викенд. Очекуваме доста солидна исполнетост, како и секоја година претходно, значи хотелските капацитети ќе бидат исполнети сигурно, така да се надеваме на добар прилив на гости. Моментално кај нас е се резервирано, така да се надеваме и кај другите угостители и другите хотели. Според хотелиерите, без оглед на енергетската криза и инфлацијата, цените на аранжманите се поволни и атрактивни. Охрид и натаму е најевтина дестинација на Балканот. Цените мислам дека се едно мало недоразбирање најчесто од нашите, од македонските туристи, пошто во други земји се сместуваат во приватни сместувачки капацитети, кај нас се навикнати на хотели, па ќе дојдат во хотел и очекуваат да биде исто како во приватен смештај во некоја друга земја, но разликата е самата услуга и самата местоположба на објект. Ние сме една од поевтините дестинации, мислам, во регионот, особено во Балканскиот регион. Покрај традиционалните гости од Холандија, Полска, Англија, Шведска и балканските тури од Блискиот Исток, ова лето на брегот на Охридското езеро се очекуваат гости од Англија, Италија и Соединетите Американски држави. Нафтена дамка во каналот Студенчишта. Извршен е вонреден инспекцијски увид од страна на државен инспектор за животна средина. На ден 25 април од страна на државен инспектор за животна средина од канцеларијата Охрид Игор Трајковски, оделение за инспекцијски надзор во животна средина за Пелагониски и југозападен регион, по 18 часот извршен е вонреден инспекцијски надзор кај мостот во каналот Студенчишта по добиена информација за дамка од нафтен дериват во водата. При увидот се изготвија и фотографии. Согласно регулативата, ќе се води инспекцијска постапка, информираат од Државниот инспекторат за животна средина. Поради поправка на уличен шибер, утре 27 април од 10 до 12 часот без вода ќе бидат корисниците на улиците Коста Абраш, Цар Самуил, Самуилова, Петар Чауле и дел од Илинденска, информираат од јавното предпријатие Водовод од Охрид. Следуваат вестите од светот. Најмалку едно лице загина, а повеќе од 178 згради се уништени во пожари кои беснеат низ руската област Свердловск во подножието на Урал, соопшти Руското министерство за вонредни ситуации. На снимките на социјалните мрежи се гледа како пламенот зафаќа куќи и дрви, а чад го покрива небото. Повеќе од 380 лица го гасат пожарот. Уништени се 178 згради, од кои 134 стамбени и 32 нестамбени згради, објави Министерството на апликација за пораки Телеграм. Пожарот се проширил кон селата Шосва и Тајожни и проголтал вкупно на површина поголема од 11.000 квадратни метри. Најмалку 12 лица загинаа, 50 се ранети во експлозија на муниција предизвикана од краток спој во антитерористичка единица на пакистанската полиција, соопштија локалните власти. Експлозиите во канцеларијата на полицијата во Кабал во северозападната долина Сват предизвикаа зградата да се урне до темел, изјави шеф на полициската служба за борба против тероризмот. Шефот на полицијата на Сват изјави дека експлозиите биле предизвикани од краток спој во подрумот каде имало рачни гранати и други експлозивни направи, а нема индикации дека експлозиите се поврзани со надворешен напад или напад на бомбаш самоубиец. Шефот на полицијата изјавил дека повеќето од жртвите се полицајци.
Истражувачка ракета лансирана од страна на шведската вселенска корпорација од Вселенскиот центар Esrange во северна Шведска поради дефект падна во соседна Норвешка. Ракетата достигнала висина од 250 км, каде се спроведуваат експерименти во нулта гравитација. Слетала во планините на надморска висина од 1000 метри на 10 км од најблиската населба, изјави Филип Олсон, шеф за комуникации во службата. Во тек е акција за собирање делови од ракетата, истрага за да се пронајдат технички детали и да се утврди што ја предизвикало непланираната траекторија на ракетата, соопштија од Вселенската агенција. Во Кенија досега се пронајдени 90 тела на членови на сектата кои гладувале до смрт, за чиј проповедник бил само прогласениот пастор Пол Мекензи на Тенге. На Тенге, кој на своите следбеници им проповедал да постат до смрт за да се сретнат со Бога, бил уапсен на 14 април поради неговите врски со култот на гладувањето. По пријава од граѓани минатата недела, полицијата го пронашла свештеникот и уште 15 изнемоштени лица во меѓународната црква на Добрите вести каде што гладувале. Денешниот биланс е се уште привремен, бидејќи исследниците го очекуваат најлошото во она што досега се нарекува масакар во шумата Шакахола, по место во југоисточна Кенија каде биле пронајдени телата на членовите на меѓународната црква на Добри вести. Поради размерите на масакрот, операциите за пребарување се прекинати извесно време додека се обработуваат досега пронајдените тела и се расчистуваат преполните мртовечници. Инспекторите во последните неколку дена ја пребаруваат црвената земја на површина од 325 хектари каде може да се најдат десетици гробници. Министерот додаде дека постои можност самопрогласениот свештеник на сектата на Тенге да биде кривично гонет за тероризам. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно.